Почитувани, рек Битола повторно во прекин. Блокот 2 е надвор од погон. Причина е експлозија во 6 киловолтна напонска келија за напојната пумпа. Блокот сигурно ни денеска нема да биде целосно ставен во погон. И од рек Битола го признаа прекинот и пожарот предизвикан од експлозијата. Секој кој малку разбира знае дека секоја куса врска е пропратена со експлозија. Почитувани, ова е втор прекин во блокот 2, а не поминаа ниту 20 дена како е ставен во функција по редовен ремонт кој траеше 47 дена и чинеше неколку милиони евра. Раководството на АД-Елем треба да одговори зошто по толку скап ремонт по само 10 дена на 2 пати се расипува вториот блок на рек Битола. Почитувани, на 21 септември поради дефект на електростатскиот филтер на двата ремонтирани блока 1 и 2, рек Битола работеше цел ден со исфрлање на целата пепел во атмосферата и силно ја загади околината на рек Битола и пошироко. Вчера настана пожар во 6 киловолтната секција во термоелектраната на блокот 2 во келија на напојна пумпа, која исто така е ново ремонтирана. Тој пожар се пренесе и на втората 6 киловолтна секција, поради што блокот испадна поради хаварисана состојба. Овој испад Елем го објаснува со смешно и наивно образложение дека имало дефект во осигурувачите. Прашуваме, зошто Елем ги крие вистинските причини за овие зачестени испади? Како може веднаш после ремонт на блоковите да се случуваат вакви хаварии? Колкава е штетата од загадувањето? Ако сега има експлозии во блоковите, што ќе се случува зиме? Дали истото ќе го снајде и третиот блок, чишто ремонт според најавите е во тек и ќе треба да трае до 15 октомври? Почитувани, пресметката вели дека еден час не работа на еден блок во рек Битола ја чини државата над 7500 евра, додека еден ден не работа дури 180.000 евра. Само штетата од вчерашниот испад поради потрошувачката на 150 тон мазут, поправките што следат и непроизводството на електрична енергија изнесува најмалку 300.000 евра. Почитувани, неодговорноста и неспособноста го доведеа во прашање функционирањето на енергетскиот систем во земјава. Јавноста, граѓаните, очекуваат одговорност. Кој ќе ја понесе одговорноста со име и презиме за ваквата катастрофална состојба во рек Битола? Почитувани, ова е резултат на неодговорност и неглижа на одговорните во рек Битола и во Елем, чишто единствен мотив е делење на буџетот преку партиска распределба на тендери. Пракса на овие раководства е да се кријат хавариите и да даваат смешни и наивни образложенија. Со тоа само се крие неспособноста на СДСМ да раководи со Елем и со рек Битола. Ви благодарам.